добавивте во моето ново видео. Денес значи се снимам без микрофон, пошто микрофоните ми се испразни скроз и се полнати, не можам да чекам. Значи денес се снимаме во напуштена куќа стара 100 години, така да ова видео, вакво видео немам снимано едно добри 4-5 месец, така да се ми текне идеја и мислам дека ова видео ќе ви се допадне, пошто го снимам во Скопје, првпат во Скопје, во Битола имав поќе пати снимано, мислам дека ќе ви се допадне, да наложи многу, обавезно лайк, шер, субскрайб и да ме поддржите на YouTube да стигнем што побрзо до 5000 субскрайбери, а ние одиме понатаму. Че сега одиме кај куќата на пуштената, значи кај што ќе снимам, не знам дали ќе може да се влезе, така да е тоа е многу близко кај што седам јас во оваа зграда. Сум тука и еве значи куќата, значи тука ќе снимаме и да почнем, мислам дека ќе биде интересно, не знам дали ќе може да се влези, пошто се затворени вратите, има две врати, а прекуќам да влезам нема шансе, пошто ќе се искршам. И мислам дека ќе ви се допадне видео, не знам колку ќе биде видеото, ама мислам дека ќе го направам што интересно, само да се трнат некои луѓе, пошто онде како што гледате, има луѓе да не прават проблеми, значи чекам да види се трнат и да почнем да снимаме, пошто дури е денски, пошто ноќе немам светло и немам ништо, ќе биде темница и тоа ќе биде катастрофа, али затоа ќе го снимам сега, ќе ви биде интересно секако и за вас, секако и за мене. Што можам подруго, што можам во подлабоко ќе влезем во ова видео, ако можеме во куќата да влезем, да видиме што има и како има, баш ова мене ме интересно ми величи, некој ми вика дека не чини, кога што го правам, некој вика дека чини и сум 50-50, али тоа, како и да. Така да уживате во видеото, обавезно субскрайб. Значи сега влегваме, значи тука во куќата, ова се гледа дека е сигурно гаража. Овде се значи чека да влеземе, значи еве тука сме вака овде. Значи од овака се гледа, ова е веќе дворот. Тука не знам што има, не знам може да се отвори ништо. Ова ќе веќе станот, значи се гледа дека куќата е веќе пред распаѓање, значи толку стар 20 години или поќе. Ме интересира што амбиентот што може да се направи, да се изведе многу убав, пошто овде може за колата, како што гледам дека е гаража. Тука може дворче, овде може да се посадам што растение на друга, овде може да се клад масле на друга или тука. Али многу битно што мене ми се интересни ваквите убави куќарки, али е проблемот што тука има станари во зградата тука. Како што гледате, не се колку гледате, ќе спртам од напаку камерата, али што можам ќе направам сега, ќе го снимам цел амбиент какво е дворот и ќе продолжиме со снимањето. Значи како што сака да ви кажам дека тука е влезот, шотрам. Тука значи џама, ова е како некој дворче за столици, како што гледате тука. Значи овде нешто вода има, појма нешто. Еве како двор. Тука мислам дека е гаражата. Овде значи како што претпоставам дека овде имало ограда и тука било паркинг за кола. Тука имало уште една врата, значи има две врати, таму е била гаражата. Тука е влезната врата и еве цела со лозници, можам да ви кажам дека е мала куќа што се работи, сигурно стара поќе, пошто гледајте имам да со трски, не знам дали можам да ви бележам. Ете, значи, сега ќе ви кажам тука и еве и тука, значи цела разгранета, значи цела катастрофа. Еве овде има нешто, ама не знам што може да не гиба многу, да не ми излезе некој глушец и свеста да ме земи. Али како и да е, сега ќе снимаме друго. Сега ќе видам дали ќе можам да влезаме некако, али не, пошто може да се така е заклучено. Тоа значи дека не може, али откако ќе видам друга гледна точка, по ова било да се земам нешто куќа или нешто викенде се од стан, мислам дека по ово нешто од куќа нема, од вакви зелени или нешто растение нема да тапаште чист воздух, али е жално што летки саде може да падне нешто, да се скршам главата, по ово нешто од куќа нема. Значи ова е стара, како што ви кажам, 100 години може поќе, не знам дали задржана, но има вода и така да не знам што можам да ви снимам тука. Али ќе пробам нешто да влезем, ова не знам што е, значи овде ништо не знам, пошто малку чудим. А тука изгледа ништо, не знам што има, тука не можам да се гледа. Ни се лецима, ни
ништо, али сакам да видам натаму на кај гаражата дали може да се снима, али од таму ќе снимам онапаку камерата. Ајде. Онапаку камерата, значи ова е веќе наследено, ќе пробам највидено, значи очите ќе си ги извам. Еве ја колку гаражата, не знам како може да се видат тука, ништо не може да се види. Значи катастрофа за коли што вртат, паѓате вреш катастрофа, значи ништо нема. Има луѓе што гледат, да помиват коли, али тоа е тоа, не знам што можам да ви снимам тука. Да ви истражам, не можам ништо, пошто е заклучена вратата, прекуќам не можам, ќе треба да кршам, ако кршам ќе мислам дека нешто влегвам. И во глобала, тоа е тоа, значи, жално за оваа куќа вака да се распаѓа и да се прави нешто циркузи, али од друга страна може луѓето се во странство, а се веќе сигурно во странство и е стае куќата вака во нечистотија, може оваа куќа многу да заличи, многу во помпен да доби, ако се среди или ако се прави нешто. Друго, не знам што можам да кажам за оваа куќа и за ова видео што можам да снимам, че тоа веќе не можам ни да влизам, пошто веќе е заклучена и џамно има и вратата заклучена и не имам проблеми да правам, пошто имате коли, многу им се многу отворено место, сега ќе ги видите и колите колку ќе се слуша, мислам дека треба да видам погласно, али како и да, толку до видео, ако ви се допаѓа видео, ако сакате што вакви нови видеа и екзибиции, извинете се за ова видео што не можев да влезам, како што влегува во битела во допуштените куќи, али тоа е за почеток ето, пошто сеите пред тоа куќата дека е напуштена, дека не се никој, баш сакав да видам и си имав голема можност дека можам да влезам, али за жал не можев да влезам, пошто заклучен, мислам да правам некои глупости за да бидам тука резил и да ми викат, пошто тука сум се станари, а навечер ако се седам, нема ни селица, а селицата е еве, значи селица нема сигурно, ајде да има штекер да видам дали ќе се запали, мислам дека нема да се запали. Не свети. Тоа нема ни струја ни ништо и тоа е тоа. Тоа можам да кажам, ништо друго. Пробам да се повлечам пред времето како да не направам некоја глупост. Али ние се гледам во наредното видео и од нема да види прво видео, ќе има уште едно видео. А ни тоа што се гледам во наредното видео, обавезно лайк, subscribe. Мислам дека ќе ви се допадне, ако знаете што сте некои жители во Скопје, кај што сте многу сигурни дека има напуштени куќи, дека сигурно може да се влезе да се направи нешто, слободно пишете ми во коментар. Ќе ми види многу мило и често ако снимам и тука во Скопје нешто пошироко и подлабоко во напуштените куќи. А ние се гледаме во наредното видео.